Ова индустрија не цвета таму каде што има многу пари, не туку таму каде што има многу малку надеж. Зошто коцкарниците ни се во населби? Зошто у Шуторизар има коцкарници? Зошто у најбедните делови на нашата држава има коцкарници? Пошто има таму пари? Не, нема надеж. Една економска гранка не произведува храна, не прави фабрики, не создава нова технологија, не ја зголемува продуктивноста, меѓу другото, кој ви омилен аргумент дека работниците не се продуктивни. Не, владата е непродуктивна. Па вие не ја зголемувате продуктивност. Тој не отвара развојни перспективи, туку својата добивка ја темели исклучиво врз загуба. Целиот модел на коцкањето е колку може повеќе да загубат тие кои учествуваат во коцкањето. Колку повеќе семејства губат плати, губат заштеди, колку повеќе нашите граѓани губат плати. Сите тие изгубени плати можеме да ги најдеме во графите за профит кај овие компании. Ова е економски модел во кој зависноста не е несакан ефект, туку предуслов за профитабилност. Во Македонија во казината, автомат клубовите и спортските облажувалници биле уплатени 2,83 милиарди евра. Да ја разбереме тежината на оваа бројка, тоа е околу 39% од сите депозити на домакинствата во македонските банки. Тоа е нешто помалку од 30% од вкупниот јавен долг на државата кој вие галопирачки го зголемувате. Тоа е сума која е поголема од огромни инфраструктурни проекти, како например сумата која вие планирате да ја бризгате во коридорот. Во една единствена година во индустријата на коцкање имаме бројки кои се споредуваат со најголемите макроекономски агрегати во Република Македонија. И што добива државата од тоа? Тој толкав обрт 280 до 300 милиони евра годишно за лиценци. Значи, вие ни 10% не можете да вратите во буџетот од парите кои се директно истицани од платите од семејствата на нашите граѓани. Што правите, побогу? Тие компании се врзуваат со Австрија, Чешка, Србија, Холандија и офшор юрисдикции. Тоа значи дека македонските плати, македонските пензии, македонските заштеди завршуваат во Австрија, во Чешка, во Србија, во офшор юрисдикции. Зошто? Затоа што имаме влада која не ќе да ги заштити своите граѓани? Тоа е одговорот. Нема друг одговор. Вие, човече, ја извезувате Македонија. Дел по дел, кришка по кришка, денар по денар, човек по човек.